Почитувани граѓани, формално денес трет ден дискутираме по точка на дневен ред во Собранието на Република Македонија, насловена како Предлог буџет на Република Македонија за 2014 година. А фактички демекао расправаме по седми пат не за предлог буџетот на државата, ами за предлог буџетот на власта, на ВМРО-ДПМНЕ и нејзиното без компас трошење на народни пари и во наредната 2014 година. Велам демек ке расправаме, затоа што после црниот понеделник, на 24 декември лани, кога власта на ДПМНЕ со умисла јавно ја погуби парламентарната демократија во државата, случај во историјата забележан пред стотици години во времето на Кромвел, не може а да не се сложите дека денес дебатата не е дебата, нити процедурата е процедура, нити буџетот е буџет како што треба да биде. Го слушам образложението за предложениот материјал и се чудам. Дали со мене нешто не е во ред? Дали пак власта до толку е навистина забегана, што или самата верува во сопствените лаги, или пак сериозно смета дека е до толку вешта, што сите останати се глупи, што нема ни да сетат дека и во 2014-та, како впрочем и во 2013-та, 2012-та и да не редам 7 години наназад, без проблем како потапан ке се случи, ке помине уште еднаш, уште поголема плячка од сите претходни години на народните пари од државната каса. Иако како пратеник од опозицијата сум во улога, како што би рекла една пратеничка од позицијата во муабет наслушнат во ходник, да бидам дел од глутницата кучиња кои што лаат додека карванот на ВМРО-ДПМНЕ претоварен со полни дисаги чужди пари си врби. Иако сум свесна дека во Република Македонија е најстрого забрането и најсурово се казнува ако на ВМРО-ДПМНЕ му побара шесап, како досега ги трошел и како и зашто во иднина планира да ги троши народните пари, тоа ви е равно на брцање во око со вилјушка. Иако сум свесна дека во моментот кога Трајко Велјановски ќе добие порака дека буџетот треба да се донесе, истиот без никаков проблем ќе биде донесен. Сепак, сакам во предвидените 20 на минути да кажам зошто овој буџет не е буџет на државата, туку е буџет на власта и зошто е штетен за државата и граѓаните на Република Македонија. Во рокови и процедура, како што налага новиот Франкенштајн деловник, спастрен од власта нормално, поднесов 5 амандмани кои се однесуваа на Ресен и Преспа и 2 амандмани кои се однесуваа на Вевчани, како пратеник од 5-та изборна единица. Власта на ВМРО-ДПМНЕ е 2 од нив кои имав можност да ги образложам на комисија, глатко, без ни една секунда на размислување ги одби. Значи јасно и недвосмислено кога предложив дел од буџетот, една трошка од него за 2014 година да биде наменет за реконструкција на делницата М5, правецот Битола Ресен Охрид и за реконструкција на градскиот водовод во Ресен за замена на 18 километри азбестна мрежа, владата рече не. Не може, вели, не прифаќаме со пари од буџетот да се дотераат кратерите од дупки по кои што гинат луѓе од Битола преку Ресен до Охрид. Не може, вели, не прифаќаме со пари од буџетот нити во 2014 година на ресенчани да им обезбедиме здрава и исправна вода за пиење. Без разлика што тие се на прво место по смртноста од канцерогени заболувања. Не по мое мислење, туку по мислење на Институтот за јавно здравје. За останатите амандмани според часовникот на власта немаше време ни збор да стане. Истече рокот, нема време. За патниот правец Стење Коњско, за реконструкција на училиштата во Јанковец и Избишта,
забраната на Курбинска река, за решавање на проблемот со вода за пиење во туристичката населба Претор, за вода за наводнување на источниот дел од Преспанското поле, за санација на кровот на Сарајот, кој е еден од најавтентичните културно-историски наследства во нашата држава, власта немаше време ни да слуша, а не пак камо да ги решава. Важно, полна уста со приказки, ваков туризам, таков туризам, те ваму ќе оделе, те не знам каде ќе се извезувале ресенските јаболка и никому ништо, што тие ни остануваат по подрумите, по магацините, што цената во моментов е под цената на производните трошоци. Најголемите, само прогласени патриоти од античка до денешна Македонија, во Ресен го извршија најголемиот геноцид како што не се памети во најстрашните окупаторски периоди. Ресен и Преспа се празни. Младите главом без обзира бегаат, се иселуваат по парче леп. Млади нема веќе за ијач. Ресен се претвори во град на тажни и осамени пензионери. Зошто? Затоа што владата на ДПМН сака да аздисува по Скопје. Добро им идат парите на ресенчани, кои по разни основи, даноци, такси, казни и така натаму, мора да се слеваат во буџетот, ама за Ресен, вели, нема буџетски пари. За 8 години власт во Ресен и Ресенско нема нити една инвестиција која за споредба со Скопје би чинела барем колку гаќите на Прометеј. За жал, не е само Ресен. Иста буџетска приказна е цела Македонија. Се направи една вештачка фама, сите градови од натрешноста, сите граѓани кои што не живеат во Скопје, као да му завидуваат на Скопје и на скопјани. Ама велам вештачка фама, затоа што реално Скопје и скопјани можда најмногу го заслужуваат нашето сожалување. Се плиснаа милиарди евра на кич, на глупости и главниот град, место да се разубави, да стане пофункционален, помодерен, поразвиен, прерасна во најголема пералница на пари преку која власта си го врти семејниот бизнис. Понатаму, за безсмисленоста на буџетот и воопшто катастрофално лошата фискална политика на владата и власта, во стилот на она фалиме усто, да не те раскинам, владата на ДПМН и преку овој буџет продолжува со економска политика базирана на јавната потрошувачка, на увозот, на некои нови, некога скриени, некога шапла форми на државно стопанство, на фрлање на пари во ветар или бунар sejedno, економска политика базирана на корупција, на непостоење осмислени структурни и системски реформи и на шоуто мора да продолжи екскурзии на умот и некоја чудна надеж по странски инвестиции кои што само не стигнале и не ја препородиле државата. Спротивно на логиката, владата и како држава и како народ се посилно и подлабоко не притиска надоле во жив песок. Во неповрат изгубивме 8 години, ама сериозно добивме голема и ненадомеслива штета. Што ни кажува преку бројките содржани во текстот овој предлог буџет? Прво, една константа на зголемување која нема врска нити со реалните можности на државата, нити со светската економска криза и рецесија која толку милувате да ја споменувате, туку е поврзана единствено со болната амбиција на власта од година во година да испумпа што повеќе пари од стопанството и од џепот на граѓаните, за да може што повеќе да потроши. Значи, повторно имаме еден гломазен и скап буџет, повторно наредната година владата ќе троши, а народот ќе живурка на рабуш, на сметка на идните поколенија. Кредит, брз кредит, заем, брз заем, од 3 преку 5, еве до 7 пензии во годината на исплата директно од буџет, за триковите со наводно покачените пензии и плати, за триковите со намерите за намалување придонеси, нема потреба ни да зборувам. Се е тоа ветар и магла као она народната не овој петок, туку наредната среда, ако не биде и таа среда, може би ќе биде понеделникот што доаѓа.
Така да приказните што сега по повод овој предлог буџет се пласираат за наводно консолидирање на овој или оној фонд, ситуација или состојба се ветар во магла. 2 милиарди 870 милиони евра проектирани за наредната година е страшно опасна проекција. За актуелните состојби, за реалните можности во која што ни се наоѓа државата, народот, со еден збор се ова значи еден рекент фискален план, особено ако се земат во предвид намените на овие средства. Намерата, мотивите и вестинските себични на власта цели ги знаеме. Ама свесното зголемување за 10 пати повеќе на буџетскиот дефицит во однос на 2006 година не е нити за оправдување, нити пак за поддржување. Предпоставувам дека на власта и годи со народните пари во рака да си прави, да си игра партиска држава без мак. Фискалната децентрализација на власта досега требаше да биде имплементиран и симнат од дневен ред процес. Меѓутоа, фактот дека тој процес е сериозно закочен наспроти фактот дека токму Министерството за локална самоуправа од 2006 до денес има најголем, за 10,5 пати раст на буџетските средства, во најмала рака е симптоматичен, да не речам контрадикторен. Или земете го за пример третиот пораст или прилев на буџетски средства влади ресор, Министерството за здравство. Трагикомедија во живо. Започна со растурање на клинички, мина низа цунами реформи, или за жал се уште минува, за да денес имаме ситуација на таков хаос, таква зборка, да и за 7,5 пати зголемен буџет резултира со скандалозна невозможност хронично болните да не можат да си договорат свој термин заради хаосот кој владее во овој многу значаен сегмент. За повеќе и да не зборуваме. Претходно кажав, Преспа, која се рекламира како туристичка мека, нема основна, пристојна патна инфраструктура. Нема салам вода за пиење. Нема многу нешта што мора да ги има. Ама замислете, според предлог буџетот за 2014, најскапа буџетска институција е Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Кој туризам ќе промовира и што ќе поддржува оваа пуста агенција? Или земете ја за пример втората според предлог буџетот најскапа институција, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија. И еве ги јаболката во преска, таман што не почнале да се извезуваат. Еве да не бидам субјективна, нема да употребувам податоци од домашен извор. Ке се служам со извештајот на Европската комисија за нашата земја за 2013 година. Европската комисија констатира, сублимирано, дека резултатот на економската преродба на владата на ДПМН е високата невработеност, зголемен јавен долг и државно мешање врз економските токови. Значи, буџетот на Агенцијата за странски инвестиции се зголемува, расте цената на оперативните трошоци во оваа институција повработен, и тоа во услови кога Европската комисија оценува и констатира дека порастот на инвестициите е забавен и преполовен, од 16 на 8,2%. Има повеќе интересни, но и реални квалификации кои економската политика на власта ја дефинираат и за буџетот говорат и на следните начини. Таксативно ќе набројам. Порастот на владиниот долг во последните години ја зголемува загриженоста, вели извештајот. Управувањето со фискалната политика и фискалната дисциплина се влошени. Нарушена е конзистентноста и транспарентноста на фискалната политика. Иако е законска обврска, не е донесена фискалната стратегија 2014-2016. Фискалната политика слабее и процентот на долгови се зголемува. Јавните расходи не се фокусирани на градење на општество базирано на знаење, туку се користат за декорирање на главниот град, што според мене не е шамар, туку нокаут за СК 2014. Понатаму, приоритетите на економската и фискалната политика не се во корелација со специфичните предизвици на структурната реформа,
вели извештајот. Не се оправдува фактот што ликвидноста на компаниите страда заради доснењето на повраток на ДДВ-то. Учеството на нефункционални кредити расте во однос на минатите години. Недостасува транспарентност за износите на државната помош и нејзината реализација. Законот за посебни технолошки зони се уште не е усогласен со Кодексот на однесување при оддалечување на бизнисот во Европската Унија. Има уште многу за набројување, но и ова е сосема доволно за да со аргументи се подкрепи фактот дека при проектирањето и на овој буџет, дали целата влада или само еден нејзин дел кој директно бил вклучен во изготвувањето на буџетот, ја држеле на некоја друга планета, па под влијание на таквите услови или под влијание на далечината, веројатно ја изгубиле Република Македонија од предвид. Па затоа, од тие причини, стокмиле предлог каков што е овој што го имаме добиено. Никој не може да ме убеди дека состојбите во државата, економските состојби, состојбите во фискалната сфера, буџетската политика, досегашните, тековниот и идниот буџет се резултат на незнаење. Нема шанси. Според моје длабоко убедување во прашање е умисла. Никој не може да ме убеди дека дури ова актуелнава власт не е кадарна да спроведе попис на населението и домакинствата во Република Македонија. Едноставно, не верувам во таа можност. Затоа што сум убедена дека доколку се изброи населението, владата е свесна дека нема да може повеќе да манипулира со гласачкиот список. Така и со буџетите. Не се скроени од незнаење, туку со умисла. Има по телевизија една бизарна реклама, од владините се разбира, која на многу ступиден начин злоупотребува цитат од еден голем човек. Нема да го именувам, само ќе парафразирам таа мисла апропо предложениот буџет. Ако младите треба да се иселуваат од татковината, бидејќи им е узурпирана надежта, ако народот треба да живее во глад и во беда, само заради тоа што владата и власта сакаат да прават што ќе им текне и што ќе им се посака, и тоа е грев. Ама како да го разбудиме чувството за грев кај луѓе кои немаат совест и во име на власта што ја поседуваат, газат се пред себе и устав, и закони, и демократија, и човекови права, тепаат, немаат срам да излажат, уште помалку да присвојат туѓо. Но господа од власта, што народот ви го дозволува тоа да бидете непроценливо самоволни и штетни, што вреди противењето на еден опозиционер. На крај би сакала да искористам можноста да ви го честитам и овој буџет, да ви го честитам воедно 24 декември, денот на која што ја убивте парламентарната демократија, и дури во 21. век го надјуначивте Кромвел, му ја зедовте историската слава. И ако не по памет, тогаш по глупоста, сериозно ви е гарантирано местото во историјата. На крај, како беше она, после самитот, повторно сонцето ќе изгрее, меѓутоа денес сонце над Скопје нема.